Македонски медиа сервис mms.mk. Градоначалниците од 5 општини кои се дел од хидросистемот Злетовица денеска во Пробиштип со директорот Миле Илиевски имаа прв заеднички состанок откако 4 од овие 5 општини добија нови раководства. Како ќе оди дистрибуцијата на вода, динамиката на приклучување на новите општини беше темата на оваа средба. Пробиштип и Свети Николе неколку години се водоснабдуваат од Злетовица, додека Штип почна со пробен период и по добивањето на дозволите ќе може да ја внесе водата во системот на градот. За сега се планира да се користи водата и од Злетовица и од бунарскиот систем од реката Брегалница, но тоа дефинитивно не е одлучено. И практично овде можеме да ги користиме и двата извора во зависност од приликите, потребите. Истото ќе биде комбинирано и дистрибуирано до домаќинствата. Се уште немаме донесена конечна одлука затоа што се уште чекаме резултат од испитувањето на водата од страна на Институтот за јавно здравје. Штом ги добиеме првичните резултати и дозволи за да оваа вода биде употребена и ставена во употреба преку нашиот дистрибутивен мрежен систем, секако дека ќе ја користиме истата со можност да се користи и водата за пиење од бунарскиот систем кој што досега јавното претпријатие го користи. Јорданов забележа на Институтот за јавно здравје кој требаше да направи сеопфатна анализа на водата и да каже дали може да се употребува, меѓутоа до денеска тоа не е направено како што рече. Што се однесува до цената на водата, директорот на Злетовица кажа дека одлуката е на регулаторната комисија за енергетика и води и во перспектива се очекува да поевтинува. Самата цена се формира во 3 години унапред. Во 2021 година, значи оваа година, цената што се пласира на јавното комунално предпријатие Никола Карев од Пробиштип и на јавното комунално предпријатие Комуналец од Свети Николе е 4,78 денара по метар кубен плюс 5% ДДВ. Веќе наредната година, 2020, за сите општини што се опфатени со проектот Хидросистем Злетовица, цената се намалува и ќе биде 4,70 денари плюс 5% ДДВ. В 23 година цената повторно се намалува и веќе доаѓа на 4,60 денари плюс 5% ДДВ. Зошто го имаме трендот на паѓање на цената на вода? Бидејќи веќе се очекува приклучување во 2022 година на јавното комунално предпријатие Истер од Штип како голем потрошувач, тоа значи дека нашите приходи се зголемуваат, а тоа значи дека цената на вода ќе паѓа. Општината Карвинци има зграда за филтер станица, но нема цевковод. Тоа е причината поради која веројатно ќе се пролонгира прифаќањето на водата од хидросистемот. Во овој момент е потпишан договорот со изведувач, кој што е тендер пуштен од страна на Министерството за земјоделие. Исто така е потпишан договор со надзорот, така да во следна фаза ги ние изработуваме би рекол ги завршуваме оние имотно-правни работи кои што во минатото не беа завршени од страна на општина Карбинци, така да во следна фаза ќе започнат со изградба овие пристапни цевководи за дистрибуција на оваа вода. Свети Николе е втората општина која се приклучи на Злетовица, но таму проблем се долговите за неплатената вода. Договорот е сукцесивно плаќање. Кога дојдовме на власт, наследивме долг од 16,6 милиони денари спрема хидросистемот Злетовица. Ја затекнавме ситуацијата со тоа што 8 или 9 месеци претходно не беше платена ни една фактура. И затоа дојдовме до оваа ситуација до каде што сме и сега. Претходно имало подпишано договор со хидросистемот Злетовица да се плаќаат за останатите суми на рати. Еден период било почитувано тоа, за да не се повторувам последните 9 месеца, зборувам до октомври 2021 година, не беше уплатена ни една рата. Затоа оставивме неколку средби со директорот на хидросистемот Злетовица, со новото раководство на јавното комунално предпријатие Комуналец, каде што постигнавме договор и веќе започнавме со сервисирање на нашите обврски спрема хидросистемот Злетовица. Последната општина која се очекува да се приклучи е општината Лозово, чии граѓани сега се снабдуваат со бунарска вода која често е со сомнителен квалитет. Таму работите се во почетна фаза и, како што рече градоначалникот, веројатно ќе биде и последната општина што ќе се приклучи. Македонски медиа сервис mms.mk